Добар ден, драги мои. Добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. На денешното мене имаме пржена пастрмка со многу убав и свеж сос од путер и лимон и едно многу интересно пире со карфил и со прас. Бидете со нас, затоа што веднаш почнуваме. Денес подготвуваме нешто едноставно, но со вкус на елеганција. Пржени филети од пастрмка, нежно прелиени со путер и лимон, а покрај нив кремасто пире од карфиол и прас, оброк што спојува свежина, топлина и совршен баланс. Пржена пастрмка. Па има ли поубаво тоа уште кога ќе ја изфилетираме, кога ќе ја чистиме од кожата и од коските? Лапни, голтни, бидете со нас, затоа што денеска навистина ќе дадам се од себе да направам убав оброк во кој сите заедно овде ќе уживаме. Македонскиот зеленчук е препознаен насекаде во светот. Кој дошол и го пробал, посакал повторно да дојде во Македонија и пак да јаде од нашиот убав, квалитетен и колоритен зеленчук. На денешното мени имаме пире од карфиол и прас. За рибата ни е потребен лимон и секако еден мал шалот или едно мало француско кромиче. Веднаш почнувам со припрема. Македонска пастрмка испржена со пире од карфиол и прас и преубав сос со лимон и путер. Едноставно и лесно. Меѓутоа, ајде вака да ги поделиме работите. Зашто ни треба најмногу време? Најмногу време овој пат ќе ни треба за да го свариме карфиолот и празот. Затоа, прво, него ќе почнам термички да го обработувам. Почнувам прво со празот. Празот е есенско растение или зеленчук кој е навистина многу почитуван на Балканот. Меѓутоа, сега ќе ви кажам едно трикче како да го чистите правилно празот. Затоа, празотот кој ќе го купите, исчистете го убаво и исецкајте го на мали и тенки парченца. Исецканиот прас ставете го во длабока вода. Откако ќе го ставите во длабока вода и ладна секако, добро промешајте. Празот ќе се раздвои, нема да биде веќе цело парче, него вака сите овие мали исецкани делови од празот ќе се разделат и каква и нечистотија да има меѓу нив, таа ќе падне на дното од садот, а потоа со помош на француска лажица или со некаква цедалка, земете го и ставете го да се вари. Многу едноставно, меѓутоа процесот треба да трае 10 минути и постојано мешајте па оставете, мешајте па оставете за се што има што не е добро за нас, тоест нечистотија да падне, како што кажав, на дното од садот. Додека празот си седи во водата, јас ќе го средам и карфиолот. Едно од најубавите есенски зеленчуци, кое навистина со него можеме да готвиме, можеме да го закиселиме и да го спремиме, да го имаме во текот на зимата. Можеме да го испечеме. Многу е познато печено козјо сирење на карфиол. Карфиолот прво го обаруваме малце во вода, потоа го процедуваме, го ставаме на пергамент хартија во рерна, во плехче, а од озгора додаваме козјо сирење. Тоа све заедно кога ќе се потпече. Вистинска магија на вкусови. Еве го празот. Внимателно ќе го собереме од површината на водата и него ќе го додадам во карфиолот и сега ќе оставам на среден оган полека да си крчка и да се свари и всушност
кога е готово? Кога ќе земете на страна и со вилушка ќе притиснете на карфиолот и на празот, и тие буквално ќе се згмечат. Тогаш се готови. Меѓутоа, прво ќе зачинам со сол, а откако ќе ги свариме, ќе ги процедиме, ќе ги ставиме повторно назад во садот, ќе додадеме бело вино, ќе динстаме додека не испари алкохолот, ќе додадеме путер и секако кисела павлака од нашите пријатели од Бимилк, кој ќе даде еден убав киселкаст шмек и вкус на пирето што ќе го направиме. Сега идеме понатаму. Рибата. Денешната пастрмка е многу едноставна. Ќе ја isfilирам, што значи ќе ги отстранам кожата и коските од месото, а потоа, како што кажав, ќе ја испржам на малце маснотија и малце путер. Меѓутоа, ајде сега прво да ја и чистиме пастрмката. Рибата многу едноставно се филира, меѓутоа, пред да почнете да ја филирате рибата, треба секојаш убаво да ја избришете од лигата што ја има на неизе. Затоа што мора да биде сува од проста причина што мораме да се заштитиме, затоа што многу едноставно можеме да се исечиме доколку не ги почитуваме правилата. Можете да користите и ножички, посебно за овој дел каде што се перките. Пастрмката е риба со нежно и лесно месо. Богат извор на протеини и омега-3 масни киселини. Таа го поддржува срцето, мозокот и ја носи природната свежина на реката директно на нашата трпеза. Откако ќе ја отстраниме главата и опашката, многу едноставно го имаме филетот пред нас. Точно е обележано делот кај што е стомакот, таму има мали ситни коцки кои треба да ги отстраниме со оштар нож, како мојов нож од серијата Берлингер. Немате никогаш да имате проблем, без разлика што во гастрономијата постојат ножеви кои се специализирани само за филирање на риба, долги, тенки и многу еластични. Меѓутоа, денеска ќе завршам одлично работа и со ножот од Берлинген. Нежно засечете и движете се со ножот веднаш до коските. Ке го почувствувате тоа, не можете никако да утнете за тоа што е навистина многу едноставно. Еве ги. Откако ќе го направите тоа, засечете рибата и остатоците од рибата никогаш не ги фрлајте. Од нив можеме да направиме превкусен бујон кој ќе го искористиме додека ги правиме останатите гарнири или ги обработуваме сите останати продукти. Откако ќе го извадите долниот дел кај стомакот и сите косчиња, почнете од горниот дел од кај што се перките, затоа што и тука горе има едни мали коски кои можете многу едноставно да ги отстраните. Ако не можете од прва да ги отстраните, земете една мала чупалица и полека, една по една, извадете ги сите мали коскички. И еве сега, драги мои, добивме еден убав филет од пастрмка. Сите остатоци од рибата, ловоров лист, макдоност, малце рузмарин, од празот што ни остана, ќе исечеме неколку тркалца. Ќе ги додадеме и нив, заедно со остатоците од риба, морковче. И сега ќе оставам тивко, ама баш тивко, да динста и да го извадиме вкусот од рибата, од зеленчукот и тоа ќе го додадеме во пирето од карфиол. Садовите на Берлингер се едни од садовите во кои со вистинско задоволство готвам, затоа што прво ми се допаѓаат како изгледаат. А второ, за секоја намена имам посебен сад за готвење. Во денешниот сад од Берлингер се вика сосиер и ќе направам лимон сос. Сос познат
по нашите ресторани, кои секако голем дел од вас го имаат пробано, меѓутоа не знаат како да се направи. А толку лесно се прави, што пратете ме и гледајте шо правам. Ставам путер да се растопи на средна температура. Никако на јака температура, затоа што ќе изгори млекото во путерот и тогаш ништо не сме направиле. Имам шалот, француска сорта на кромитче. Шалотот секогаш многу ситно го сецкаме и ќе го додадеме во путерот. Меѓутоа, никако не смееме да дозволиме да изгори, него треба само за застакли. А потоа процесот е уште поедноставен, ќе видите и сами. Ќе го додадеме во путерот, ќе зачиниме со сол и со црн пипер. Путер што се топи, неколку капки лимон и арома што ја оживува секоја риба. Едноставен сос, вистинска магија. Додека путерот убаво се растопува и полека го пржи кромидот, јас ќе направам нешто друго. Многу нежно ќе ги посипам со брашно сите парчиња од рибата. Одлично. Ги ставиме тука на даската. Овој начин на панирање со брашно се вика француски начин или натур. Класичен. Оној што верувам дека сите го знаеме е бечкиот начин на панирање, а тоа е во брашно, јајце и брезла. Панирање е токму овој процес што сега го правам, а поховање е процесот кога тоа што сме го испанирале го пржиме во длабока маснотија на 175 или на 190 степени. Одлично. Кромидот застакли, а јас сега во него ќе го додадам сок од свеж лимон. Еден лимон убаво го исцедив и сега ќе го додадам во путерот и кромидот. Сега што треба да направиме? Сосот не смее да зоврие. Сосот треба на тивко да се готви. Овде во мраз и во вода ставив ладни коцки путер, кои всушност ќе ја направат и емулзијата на сосот. Меѓутоа, путерот секогаш мора да биде комплетно ладен за постепено да се растопува, а со самото растопување го прави и токму она што ни е потребно, кремот. Да видам јас, ова уште малце ни треба за карфиолот. Оф, бујонот веќе ушубаво мириса. Мириса на риба веќе кујната. И тоа само од бујонот. Велат дека дали јадеме риба или дали јадеме месо, секогаш мора да бидат во комбинација со некој сос, затоа што сосот е тој што дава дополнителен вкус, дава дополнителна свежина и едноставно е направен од состојки кои сите ги сакаме. Сосот е навистина многу вкусен, убаво мириса, се чувствува мирисот на лимонот, мирисот на кромидот, на биберот и секако на путерот или на маслецот од бимилка. Одлично, јас уште малце сол би додал, меѓутоа доволно е кисел. Сега, драги мои, што правиме? Овде каде што се вареше карфиолот со празот, ставаме едно тавче. Тавче секако од серијата на Берлингер, за тоа што се најдобри. Шубаво. Сега ќе го додадеме во тавчето и прво што ќе направам, ќе додадам бело, сортно, убаво, квалитетно македонско вино.
да му даде друга димензија малце. Ке го динстам се додека не испари алкохолот, а потоа ќе додадам путер, малку да се запечат. Путерот прави да има убава боја и дополнително го збогатува нели вкусот. А на крај ќе додадам, како што кажав, кисела павлака од бимилк. Еве го бујонот. Штом ќе видите дека нема вишок на течност во тавата, тогаш го додаваме виното. Меѓутоа не многу. 7-80 грама за оваа количина е сосема доволна. И ако сакате поинтензивен вкус на виното, да се чувствува малце повеќе, поклопете го неколку минути. А потоа трнете го капакот и оставете да испари алкохолот. Колку убаво мириса. Да, ми се допаѓа. Сега ќе го додадеме путерот и ќе додадам малку од бујонот од риба и зеленчук. Меѓутоа, има коски внатре. Секогаш треба да внимаваме и вака многу елегантно и нежно преку цедалка. Така секогаш ќе бидеме сигурни дека нема да има коски во пирето. Сега ставаме киселата павлака која ќе му даде прекрасен вкус на ова пире. Млечен и киселкаст. Токму она што ни треба за да се совпадне со сосот што го направивме на база на лимон. Ќе промешаме павлаката убаво да се соедини со карфиолот, а потоа многу едноставно. На нашата веб продавница ги имате овие убави и квалитетни блендери. Мислам дека секој дом заслужува да има квалитетен блендер во кој ќе може да направи се што му треба да биде елегантно и нежно, баш онака како што треба. Одлично. Ќе го исклучиме огнот и многу внимателно. Убавото во овие блендери од Берлингер е тоа што садот е метален. А што е метален, верувајте дека ќе биде и многу поотпорен и подолго ќе трае. Единствено што треба е да внимавате кога го перете. Сега го пуштаме блендерот, добро да изблендира елегантно и нежно. Карфиол и прас, варени па изматени во кадифено пире. Лесно, кремасто и полно со вкус. И многу свежо убаво со павлаката, сериозно. Откако блендерот одлично си ја заврши својата работа, јас еве што ќе направам. Ќе ставам дел од пирето во едно тавче, а другото ќе го ставам во посебен сад да се олади, а потоа ќе го додадам, ќе го ставам во фрижидерот. Зошто ставам во тавче? Сакам кремот, пирето да го направам да биде малце по-густо. Никогаш, ама баш никогаш не можеме да погодиме онаа густина која ни е потребна. Меѓутоа, си имаме убави тавчиња од Берлингер во кои ќе додадам дел од пирето и многу едноставно пишокот на течност ќе испари, а јас ќе ја добијам потребната густина. А во меѓувреме на среден оган ставив да се загрее специјално тавче за печење риба. Посебно за големи парчиња
на риба. Меѓутоа, денеска ќе го искористам за овие моите. Како и секогаш, така и сега, прво ќе го загреам тапчето, а потоа во него ќе додадам малце маслиново масло. Меѓутоа, малце, не многу. Пирето си крчка многу убаво, маслото е загреано и веднаш ги ставаме филетите и како и со месото, така и рибата, секогаш ја ставаме многу внимателно за да не испрска маслото. Неколку минути се доволно од едната страна, рибата да фати убава и златна боја. И не ја мрдаме додека се пржи. Кога ќе се испржи од едната страна, ја превртуваме и многу кратко ја запржуваме и од другата страна. Тенка е, има лесен протеин, што значи не ни треба долга термичка обработка. Рибата секогаш ја ставаме од страната на кожата. Некој вели дека треба да ја ставиме од страната на месото за омега-3, кои се наоѓаат веднаш под кожата да навлезат во месото. Меѓутоа, јас тоа не го почитувам за тоа што ако го ставам на страна кај што е месото, никогаш нема да имаме крцкава кожа, токму она што сите го сакаме кога јадеме риба, нели? Филети од пастрмка, нежно пржени до златна боја. Мирис на риба и путер. Совршен почеток за елегантно јадење. Одлично, сосема доволно за рибата да биде крцкава од озгора, а мека и вкусна од натре. Малце свежо нане, едно гранче мајчина душичка. Ќе ги исецкам ситно и ќе ги додадам во пирето со карфиол. Замислете свежината на нането по комбинација со свежината и киселкоста на павлаката и сосот од лимон. Идеално, свежо. Рибата лесна, едноставна, сосот свеж, пирето свежо, одличен оброк за оние кои сакаат вистински здраво и вкусно да се хранат. Одлично. Сега мора да сервираме, затоа што е време. Се ни е готово, спремни сме и сега што правиме? Од пирето ќе додадеме во средината. Две од парчињата риба ставете врз пирето. Прилите од едната страна со сосот. Од озгора додајте неколку ливчиња свежо нане и малце масло од нане. Толку, драги мои. Одличен оброк, многу едноставно за правење и вистинско задоволство да јадете заедно ваков убав оброк со своите најдраги. Крцкаво убаво замерака малце жешко. Сега овој нож ќе го искористам. Ставиме малце од пирето. Малце од сосот. Се топи во уста. Едноставно превкусно. Нежната пастрмка, свежиот лимон и путерот што се топи врз неа, составаат совршен залак. Со кремасто пире од карфиол и прас. Ова јадење е вистинска хармонија на вкусови. Лесно,
мирисно и безпрекорно едноставно. 4сезони.mk е нашиот сајт што треба веднаш да го посетите и да одберете се што ви е потребно за да станете виртуоз во вашата кујна. А денешната пржена пастрмка со сос од лимон и пире од карфиол идеална комбинација за сечив дом. Направете ја и уживајте дома сите заедно, затоа што пред се рибата е нешто кое навистина многу ни треба, затоа што е комплетна здрава за нас луѓето.